Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам 28-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На ова седница вкупно се присутни 14 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. За дневен ред на 28-та редовна седница ги предлагам следниве точки. Точка број 1, предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Валандово за 2023 година. Точка број 2, нацрт буџет на општина Валандово за 2024 година. Точка број 3, предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на општинската организација на Црвен крст Валандово. Точка број 4, предлог правилник за организационата поставеност на Фолкфест Валандово. Точка број 5, предлог елаборат за измена на елаборат за процената штета од елементарна непогода, луѓе и град, која зафати дел од подрачјето на општина Валандово. Точка број 6, предлог програма за измена и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2023 година. Точка број 7, предлог програма за работа на Советот на општина Валандово за 2024 година. Точка број 8, предлог решение за разрешување и именување на представник на општина Валандово за член на управниот одбор на јавната општинска установа за деца, детска градинка Калинка Валандово. Точка број 9, предлог одлука за измена на одлуката за формирање на комисија за јавно осветлување и за избирање на претседател и членови на комисијата. И последна точка број 10, предлог одлука за бесплатен престој на децата во јавната општинска установа детска градинка Калинка Валандово за 2024 година. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на усвојување, ќе молам да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Пред да продолжиме со работа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записникот од 27-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, записникот го ставам на усвојување, ќе молам да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоен записникот од 27-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Точка број 1, предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Валандово за 2023 година. Овде е присутна госпоѓа Марија, раководител на секторот финансии во општина Валандово. Марија, повели за образложение. Благодарам, председателя. Почитувани советници, почитувани граѓани, добар ден. Првата точка е за одлука за измена на распоред на средства за буџет на општина Валандово за 2023 година. Измените се вршат во буџетот на дотации по соодветни барања доставени од буџетските корисници, институциите и се од соодветни конта на соодветни подконта. Тоа е дотации во буџетот на дотации вкупно се распоредени по соодветните програми. Тоа е образложението кратко за оваа точка. Благодарам. Ви благодарам, Марија. Отварам расправа по првата точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, листата ја ставам на гласење, ќе молам да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоена предлог одлуката за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Валандово за 2023 година. Преминуваме на следната, втора точка. Нацрт буџет на општина Валандово за 2024 година. Повторно ќе дадам збор на Марија да даде образложение. Марија, повели. Благодарам. Кратко образложение на нацрт буџетот за 2024 година. Значи, тоа е годишен план на приходите и расходите за 2024 година. Распореден е во условен буџет, буџет на дотации, буџет на донации, буџет на самофинансирачки активности и буџет на заеми. Во буџетот, вкупниот буџет на општина Валандово за 2024 година нацрт
изготвен согласно насоките доставени од Министерството за финансии за подготовка на буџети на единиците на локална самоуправа за 2024 година и проектиране во вкупен износ од 281 милион 831 илјада денари. Основен буџет во износ од 89 милиони 164 илјади денари, буџет на самофинансирачки активности во износ од 12 милиони 153 илјади денари, буџет на дотации во износ од 174 милиони 767 денари, буџет на донации во износ од 5 милиони 747 илјади денари. Во согласно со законските прописи и надлежностите на општината, расходите за 2024 година планирани се по корисници, програми и подпрограми, се содржани во посебниот дел на нацрт буџетот за 2024 година. Моментално тој материјал го имаат само советниците. По седмичниот материјал ќе биде објавен на веб страницата со тоа што ќе имаат овие сите граѓани на општината. Доколку треба одредени да објаснувања, повелете. Благодарам. Марија, благодарам. Отварам расправа по втората точка. Дали некој баре збор? Колегата Тоше, повели колега. Добар ден, почитувани граѓани, колеги советници. Пред нас го имаме нацрт буџетот за 2024 година, како предлог за буџетот кој што би требало да биде на наредната седмица и изгласан. Гледајќи ги бројките кои не се прикажани, јасно е дека реализацијата од претходните години не е поголема, поради тоа што буџетот не дозволува планирање на средства поголеми од 20% од реализацијата на претходните 3 години. И така, оваа година имаме намалување на средствата од некаде близу 20 милиони денари. Јас би се задржал повеќе на основниот буџет, бидејќи тоа е буџетот кој што повеќе го реализира општината од аспект на прибирање на средства, давање плати на општинска администрација, плаќање советници и така натаму. Буџетот на донации јасно не е дека оди за плаќање на финансирање на образовните установи и домот на култура, детската градинка. И тука нема повеќе што да се коментира околу овие средства. Моабетот ми е, имаме предвидено во основниот буџет околу 89 милиони денари за 2024 година. Од овие 89 милиони денари, некаде половина би отишле за плат во јавната администрација, а приходите од дотацијата на додадена вредност, од данокот на додадена вредност, некаде се близу 30 милиони денари, вклучувајќи тука и таксата од јавно осветлување, каде што гледам дека има предвидено оваа година нејзино намалување за близу милион денари. Скептик сум дека може да се реализира целиот буџет во ваков износ, поради тоа што не се големи примањата во однос од данок на имот, од наплаќање на административни такси. И поради тоа би довел тука еден виц што не е вулгарен, ама соодветствува со веќе кажаното, кога некој добил на лото, добил милион евра, да кажем. И го прашува новинарот, добро, вика, што ќе направите со средствата што ги добивте? Па вика, ќе си ги платам долговите. И новинарот, алудирајќи на тоа што ќе направи со остатокот од средствата, добитникот вика, па останатите ќе почекаат. Па така ми делува и буџетот за 2024 година. Нека извинат граѓаните што се послужив со таков изговор, но после ковето да биде прикажано. Ви благодарам. Благодарам, колега. За реплика се јави градоначалникот. Повели градоначалник.
Благодарам председателя, почитувани съветници, почитувани граѓани. Еве, после COVID не можеше да биде обяснет бюджетот на општина Баландово, нацрт бюджетот за 2024 година и сега мислам дека на сите им е се јасно, толку сликовито, толку илустративно, што ова е за секоја похвалба и комплименти почитувани. Советник навистина многу добро да објасните бюджетот за наредната година. Инаку, ова е нацрт буџет за 2024 година. Во тековниот месец декември кој што ќе дојде пред нас, ние како креатори на буџетот на општина Баландово имаме простор да направиме одредени и корекции, и сугестии. Навистина ги повикуваме и сите граѓани и сите советници да се вклучат во изработката на буџетот. Изработката на буџетот кој што представува самиот буџет, план на приходите и на расходите за тековната, односно во моментот за наредната година, се прави по апсолутно законски легислативи кои што се донесени на сила. Голем дел од проектите кои што ќе бидат финансирани преку други нивоа на власт или други институции, тоа веќе мислам дека на советниците и на граѓаните им е јасно, со законските измени кои што беа направени за буџетирање на локалните самоуправи по приложувањето на договорот за склучениот договор со одредена институција, тогаш истиот тој договор се буџетира. Морам само да ве исправам, приходите од донации се однесуваат на проекти кои што ги реализираат двете наши институции во моментот од образовната дејност, инаку нивните приходи се на приходи од дотации. Морам да ве исправам во поглед на наплатата на данокот на имот. Таа наплата надминува над 100%, доколку следите и кварталните извештаи за реализацијата на буџетот за тековната година, можете добро да го видите тоа. Јасно е дека одредените ограничувања законски кои што се направени во однос на креирањето на буџетот не дозволуваат ние да ја зголемуваме рамката како што сакаме и како што се носеа буџети претходно како список на желби, туку се прават буџетите врз основа на реализираното. Мораме, тоа го потенцираме секоја година пренесењето на буџетот, да потенцираме дека години наназад во капитален приход во нашиот буџет го евидентираме и продавањето на општинската зграда која што се наоѓа во центарот на градот Баландово, а на крајот на годината го немаме реализирано тоа како приход, се додека не се средат формалностите, за истите веќе информиравме, значи најпрво требаше да биде донесен генералниот урбанистички план за градот Баландово. Во моментот се работи детален урбанистички план за централното градско подрачје, па ќе може, но ние мораме да ја буџетираме за да не бидеме неподготвени во моментот кога ќе дојдеме до таква ситуација. Инаку буџетот на општина Баландово за нацрт буџетот за наредната 2024 година апсолутно во себе содржи капитална и развојна компонента, содржи социјална компонента која ќе опфаќа најразлични структури на население, било да е тоа од социјален аспект, било да е од аспект на детската заштита или образовниот систем, така да е максимално инклузивен. Ние се надеваме дека истиот овој буџет кој што ќе биде гласан, ќе биде од апсолутна корист на сите граѓани на општина Баландово. Ги повикувам повторно сите, пред се и советниците. Убаво е да се вклучат во изработката на буџетот на општина Баландово, поради тоа што посебно е на седмицата која што ќе следи во декември, бидејќи овој буџет не се носи за нас кои што сме овде присутни, туку се носи за цела наша локална заедница. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има контрреплика? Дали има друг колега за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, втората точка од дневниот ред ја става на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани? Благодарам.
Констатирам дека со 8 гласови за, нема против, 6 воздржани, е усвоен нацрт буџетот на општина Валандово за 2024 година. Преминуваме на следната трета точка. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на Општинската организација на Црвен крст Валандово. Со оваа одлука се одобруваат 30.000 денари на Црвен крст Валандово за реализација на нивните програмски активности. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната четврта точка. Предлог правилник за организационата поставеност на Фолкфест Валандово. Отварам расправа, дали некој бара збор? Да. Овде е присутна Анита од Општина Валандово, ќе даде кратко образложение во врска со предлог правилникот. Анита, повели. Председател, почитувани советници, почитувани граѓани. Со овој правилник се утврдува организационата поставеност на фестивалот на ново создадена македонска песна Фолкфест Валандово. За реализација на програмската содржина се избира директор на фестивалот, уметнички директор на фестивалот и технички директор на фестивалот. Директорите се избираат по пат на јавен конкурс, кој во име на Општина Валандово како носител на фестивалот го распишува градоначалникот на Општина Валандово. За директори може да бидат избрани лица кои покрај општите услови имаат и завршено високо образование од областа на општествено-хуманистичките науки и да имаат 5 години работно искуство во дејноста. Директор на фестивалот се избира со мандат од 2 години со можност за повторен реизбор и доколку по спроведената постапка за јавен конкурс не бидат избрани директорите, се формира програмски совет на фестивалот. Програмскиот совет го формира градоначалникот и број од 3 до 5 членови. Мандатот на програмскиот совет трае се до завршувањето на обврските на фестивалот кои што ги има. Ви благодарам. Благодарам, Анита. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог правилникот го ставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоен предлог правилникот за организационата поставеност на Фолкфест Валандово. Преминуваме на следната пета точка. Предлог елаборат за измена на елаборат за проценета штета од елементарна непогода луѓе и град која зафати дел од подрачјето на Општина Валандово. Отварам расправа по однос петата точка. Дали некој бара збор? Колегата Аспарух, повели. Почитувани граѓани на Општина Валандово, почитувани советници, почитувани градоначалник, пред се би сакал да се обратам до земјоделците на Општина Валандово за претрпените штети од 28 јули 2022 година. Би се обратил да им образложам за елаборатот, зошто е вратен од Државната комисија. Општинската комисија изработи елаборат и проценка на штетите кои изнесува некаде околу 31 милион денари, додека од Државната комисија елаборатот е вратен повторно назад, пошто изменети се количините на земјоделските производи, од кои би издвоил некои смешни количини и проценти. Например, 1 декар лозје дава 1100 кг грозје по Републичката комисија. 1 декар јапонско јаболко исто така 1100 кг. И со овие уништувачки проценки за земјоделците, ова ненародна власт проценила дека штетите од 31 милион денари, што ги проценила Општинската комисија, ги намалила на 13 милиони денари, од кои по накнадно разгледување ќе одобри исплата некаде од 15 до 20% од проценетите штети, што би изнесувала сума од 2,5 до 3 милиони денари на сите оштетени земјоделци. Инаку јас ќе гласам за, али
Тоа е уништувачка за делението Валандово. Тоа. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не побара збор, петата точка ја ставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоен предлог елаборат за измена на елаборат за проценета штета од елементарна непогода луѓе и град која зафати дел од подрачјето на општина Валандово. Преминуваме на следната, шеста точка. Прво програма за измени и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2023 година. Повторно ќе дадам збор на Анита да даде образложение. Анита, повели. Значи, со дополнување на со оваа програма се врши дополнување на програмата за урбанистичко планирање за 2023 година. Се работи за две иницијативи кои што се работи за урбанистички проект во опфат на урбанистички план за површина која што е надвор од Валандово. Намената на урбанистичкиот проект е Г4, стовариште и складови. Иницијативите се поднесени од Митко Шарланџиев и финансирањето и изработката на урбанистичките проекти и сите пропратни документи, елаборати и дозволи ќе бидат на товар на иницијаторот на поднесените барања за урбанистички проекти. Благодарам, Анита, за образложението. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Видите, никој не побара збор. Шестата точка ја ставам на гласење. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоена предлог програмата за измена и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2023 година. Преминуваме на следната, седма точка. Предлог програма за работа на Советот на општина Валандово за 2024 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, седмата точка ја ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоена предлог програмата за работа на Советот на општина Валандово за 2024 година. Преминуваме на следната, осма точка. Предлог решение за разрешување и именување на представник на општина Валандово за член на управниот одбор на јавната општинска установа за деца детска градинка Калинка Валандово. На одржаната комисија за мандатни прашања, избори и именувања има дадено предлог. Ќе дадам збор на председателката на комисијата, колешката Надица, да го каже предлогот. Повели, колешка. Благодарам, председателя. Предлог на комисијата за мандатни прашања, избори и именувања за именување на представник на општина Валандово за член на управниот одбор на јавната општинска установа за деца детска градинка Калинка Валандово е Маријана Кнежевич. Благодарам. Благодарам, колешка. Отварам расправа. Дали има некој за збор? Доколку нема, предлогот го ставам на гласење. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоен предлогот на комисијата за именување на представник на општина Валандово за член на управниот одбор на јавната општинска установа за деца детска градинка Калинка Валандово. Преминуваме на следната, девета точка. Предлог одлука за измена на одлуката за формирање на комисија за јавно осветлување и за избирање на претседател и за членови на комисијата. Повторно ќе давам збор на колешката Надеца да го каже предлогот на комисијата. Повели, колешка. Предлогот на комисијата за мандатни прашања, избори и именувања за член на комисија за јавно осветлување е Славе Станиславовски. Благодарам, колешке. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласење. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Дали има против? Нема. Воздржани? Нема.
Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоена предлог одлуката за дополнување со нов член на Комисијата за јавно осветлување и за избирање на председател и членови на комисијата. Преминуваме на следната 10 точка. Предлог одлука за бесплатен престој на децата во јавната општинска установа Детска градинка Каленка Валандов за 2024 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 14 гласови за е усвоена предлог одлуката за бесплатен престој на децата во јавната општинска установа Детска градинка Каленка Валандов за 2024 година. Со ова целосно исцрпен усвоениот дневен ред. Само доколку има советнички прашања, колеги.